Почитувани, би сакале да искоментираме последните случувања поврзани со акцијата Детонатор, а најмногу последната одлука да се вратат на работа 20 од 24 претходно суспендирани инспектори на УЈП, кои што беа поврзани со оваа акција. Детонатор, иако фингирана акција за правење театар на власта, покажа дека на територијата на Република Македонија институциите задолжени за борба против криминалот не само што не гонеле, туку и го заштитувале, прикривале, соработувале и биле дел од овој криминален систем. Како инако да се објасни фактот што пред очите на целата јавност, а и пред очите на сите пазарни и финансиски инспекции, десетици дуќани, најчесто во строгите центри на градовите, се одвивале нелегални коцкарски активности без фискални апарати, каде се вртеле милионски црни кеш пари надвор од официјалните финансиски текови. Токму тоа беше една од главните причини поради која што СДСМ поднесе интерпелација за министерот Ставлевски, под чија надлежност се токму инспекцијските служби кои биле задолжени да го спречат овој криминал, а кои очигледно го криеле и соработувале со истиот. И сега соочен со интерпелацијата, министерот Ставлевски заедно со неговиот пулен директор на УЈП Горан Трајковски, немајќи како да се оправдаат за тоа што институциите под нивна ингеренција го криеле криминалот, на пресконференција на Министерството за финансии УЈП бомбастично објавија суспензија на 24 вработени во УЈП, токму поради вмешаност во акцијата Детонатор. Или да цитирам, поради нивната директна и индиректна инволвираност во активностите поврзани со акцијата Детонатор. Но седницата за интерпелација помина, очекувано бевме надгласани од страна на парламентарното мнозинство и Ставлевски така си ја спаси фотелјата. Дрскоста оди дотаму, па бидејќи опасноста од интерпелацијата помина деновиве дознаваме дека 20 од 24 суспендирани инспектори се вратени на работа, а за останатите 4 се уште се води постапка за утврдување на нивната одговорност. Што значи тоа, дека погрешка биле суспендирани? Дека не се тие директно или индиректно, да цитирам, инволвирани во активности поврзани со Детонатор? Ако не се тие, има некои други кои го штителе криминалот? Ова е само уште еден пример како власта со фингирање на театарски представи сака да прикаже како одлучно се бори со криминалот и корупцијата, но откако ќе поминат ефектите на нивната пиар кампања, работите се враќаат по стара. Целата операција Детонатор беше еден обичен театар за јавноста и се прикаже наводна борба против криминалот и корупцијата. Како што почна, така и заврши, со политички театар во партиските лабиринти на ВМРО ДПМН.